Македонија денес тагува, жали и плаче на можеби најтажниот и најтешкиот ден во незината понова историја. Почитувани гледачи, со најдлабоко сочувство до семејствата на загинатите и повредените во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кој што се случи во неделата наутро. Оддаваме сочувство до сите засегнати, до целиот македонски народ кој што го потресе ова трагедија. Во ова издание од Скопје ми е дома, мој денешен гостин и соговорник со кого ќе поразговараме токму за овој колективен шок, за оваа колективна тага која што ја обзема целата нација. Разговарам со Фики Гаспар, психолог во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, ви благодарам што прифативте поканата во овие тешки времиња да проговориме малку повеќе за оние совети и апели кои што ќе ги дадеме кон сите засегнати токму од оваа трагедија која што ја погоди Македонија. Имено ќе започнеме со првичниот шок. Како првичниот шок влие врз сите нам кои што се соочивме и ги слушнавме тажните вести во неделата наутро? Така е, знаете како вакви моменти, каде што имаме вакви трагедии, се многу ретки. И во ваков момент многу е тешко да се процени како ќе се движат работите, барем од психолошки аспект. Тоа што го знаеме и тоа што го очекуваме е дека некој период во рок од 7 дена, најверојатно ние сите ќе бидеме во некоја состојба на шок, каде што баш ќе функционираме на начин на кој што да кажеме дека телото ќе ни го преживува овој момент заради мокниот интензитет кој што го има и заради сериозниот удар кој што го примивме сите ние, а најмногу за жал тие кои што се директно засегнати од самата ситуација. И моје очекување е дека после тој шок од 7 дена, каде што работите малку ќе се подсредат, ќе ги имаме најголемите негативни ефекти на психолошко ниво и уствари ќе дојдеме до таа реализација што вистински сме поминале во овие 7 дена. Вие како психолог од вкупно 500 лиценцирани психолози на ниво на држава сте еден од оние кои што чиј телефон е оставен за бесплатна комуникација со засегнати граѓани кои што можат да ви сконтактираат, па дали ги добивате првите повици можеби од таквите граѓани или како што кажавте се уште е рано да се јават оние на кои што им е најпотребна сега психолошката помош и поддршка од психолозите? Така, иако согласно комората на психолози, од каде што се пријавивме, многу поголем број се пријави и се распределени соодветно, се оставија и телефонски броеви каде што имаше повици. Немаше голем број на повици, што е очекувано заради тоа што сега сме во таа фаза на шок, но се пријавија многу колеги, не само врзано за комората на психолозите, туку и за своите од државни институции, од приватни институции, многу кои што работат, се со цел да се помогне најмногу колку што се може. И во согласност во соработка со Црвениот крст се направија одредени акции за кои што најсоодветно би било да ги објават тие, но се гледаше низ народот. Имаше многу објави, имаше многу објаснувања за како може да им се помогне. Се донираа многу работи за повредените и за семејствата на тие луѓе кои што се дел од настанот, така да сметам дека барем тоа е позитивен ефект, каде што и аспект на цела работа е дека имаше една колективна страна на помагање, не само од нашиот народ, туку и видовме и од народите околу нас, кои што помогнаа колку што може и како што може, како што е соодветно. Така да, тоа од психолошки аспект ни окажува дека се работи за нешто кое што се доживеа многу тешко и ја сваќаме тежинава на самиот проблем, затоа што ова е една од трагедиите кои што ни се случи на нас како народ, која што е
најголемо. Така досега невидена на овие простори. И сега, дел од вашите колеги се и на терен, односно беа на терен. Денес се одржа и погребите на, за жал, трагично загинатите во Кочанската дискотека. Меѓутоа, кога говориме за психолозите на терен овде, дали станува збор за една класична психотерапија, односно прашањето ми е дали сега на тие лица им треба една класична психотерапија или доволно е само да имаат човек до нив, па макар било тоа и било кој човек, да не е психолог, да видат дека има некој до нив, да е поддршка, да е рамо за плачење, да испијат чаша вода, чаша кафе со него. Така, поддршката е многу важна. Секако покрај психолозите, нели, поддршка се и сите останати. Тоа што ние многу пати го кажавме како психолози е дека сега има некои насоки кои што треба да се направат, доколку побараат личности засегнати и семејства засегнати од проблемот да се ислушат, да им се остави простор да разговараат, да им се остави момент каде што ќе може да, нели, споделат што е тоа што го сакаат, доколку, нели, се чувствуваат сепак дека имаат потреба од посериозна помош да се опатат и до лекар и до психијатар. Но пак ќе кажам, мислам дека сега ние ситуацијата на шокот кај што уште некои работи се решаваат. Уште сме во тој момент на справување со тешката криза, како што видовме дека, нели, многу од, за жал, многу од тие што имаа повреди, нели, се транспортирани на најсоодветни места каде што може најсоодветна грижа да добијат, и кога личноста е во таква ситуација на работење да се извади максимумот, значи да се помогне, тогаш тој одбранбен механизам дозволува малку да се потисне затоа и шокот, за да можеме ние најсоодветно да изреагираме. Доколку, нели, тој шок не зачува нас во тој момент, ние би можеле емотивно да се распаднеме, но гледаме дека тука не ни се случува тоа, туку даваме се што е можно од нас да помогнеме. Затоа кажам, кога ќе се подсредат работите, кога ќе дојде некој си, нели, момент на релативно стабилизирање, дури тогаш очекувам дека ќе имаме психолошки ефект и менталното здравје ќе ни биде баш под удер и ќе имаме малку поразлична емотивна реакција на која што ние како психолози ќе треба да поработиме и да се погрижиме во тој момент да ги ублажнеме колку што можеме ефектите и последиците од ова што се случува, и секако тоа ќе трае во долг период, затоа што ова работа ќе остави сериозни и долги последици. Сите не засегна, односно не трогна ваквата трагедија и сите можеби на различен начин реагираме, како што рековте, на големиот шок и траума. Кога колективната тага ќе стане многу силна, како се надминува истата? Кои се можеби најдобрите начини, најлесните начини да ја пребродиме колективната тага како нација? Знаете како, гледаме дека во овој период луѓето реагираат многу различно, една индивидуа од друга. Значи тоа е начинот на кој луѓето можат и се научиле да се справуваат со трауми и трагедии во минатото, иако сигурен сум дека за мнозинството, нели, од луѓето трауми и трагедии биле многу со помал интензитет за разлика од ова. Така да можеме да кажеме дека сите до некаде сме во некој нов момент и ново искуство, многу негативно искуство, и точно не знаеме баш како да се однесуваме, затоа што не сме поминале нешто вакво. Со тоа што видовме дека некои, нели, го искажаа тоа преку агресија, преку бес, револтирани заради тоа што, нели, се работи уствари за ситуација на загуба. Сериозна загуба која што е тешка. И мислам дека рано би било уште да збориме, нели, за оттагување, за тоа што ни е многу важно сега да пробаме само да се стабилизираме овој период, па после да видиме кои моменти можеме да ги понудиме како механизми и методи за полека да можеме да се бориме со ситуацијата. Иако верувам дека тоа ќе биде долг процес и кај секој ќе влијае многу различно, затоа што секоја личност има различни резилентни сили, има различни одбранбени механизми. Некои ќе поминат потешко, некои ќе
успеат да се справат полесно со ситуацијата, но дефинитивно сите ќе бидат од ова, нели, под влијание, така да тек ќе ги гледаме работиве, некое колективно тагување, можам да кажам само дека ќе постои хронична тага. Да, знаете како периодов со ова што не снајде, чинам дека се измешани емоциите кај граѓаните. Вие кажавте, сите се бесни на корумпираниот систем, сите се бесни на сето ова што се случувало од периодов наназад, меѓутоа и сите се тажни, гневни за загубите и сепак тоа се наши луѓе, тоа се блиски наши луѓе. Меѓутоа, она што е најстрашно е тоа дека најголемиот дел се деца, млади луѓе на возраст од 16 до 26-27 години. Како, на кој начин ќе им се објасни една ваква трагедија токму на овие деца? Знаете како овде имате повеќе моменти, повеќе фактори кои што се важни. Прво е демографскиот фактор, ствари возраста. Се работи за млади луѓе кои што секој живот е важен, но кога се работи за помлад живот, чувството е многу потешко од страна на народот. Се чувствува дека е колективна загуба затоа што луѓето ги доживуваме како наши. Значи тоа, како што кажавте, вие се наши луѓе, се некои кои што многу се сподели во последните денови за кои биле тие луѓе и што позитивно направиле во животот. Многу од нив испаднаа дека се биле и хуманитарци, и помагале, и имаат постигнато многу работи. Да, дел замерија зошто повеќе се споделуваат. Знаеме дека најголемиот дел од членовите од групата ДНК за жал загинаа, па тука дел од луѓето излегува зошто само тие се споменуваат, меѓутоа тие како поблиску да беа до нас, нели непосредно овие музичари, меѓутоа за сите боли подеднакво ќе се сложите. Да, така е. Загубата е за сите еднаква. Луѓето можат малку да се поврзат со тие што ги познавале, иако сепак кога ќе се прочитат имињата, има една голема тежина на целата работа. Зошто уствари толку голем револт и зошто се појавува и тој момент, знаете, кој што го кажавте вие, во однос на системот во кој што функционираме и како за тоа што уствари покрај големата трагедија, нели, се покажа колку на некој начин нашата сигурност е кревка. Посебно во разговор со многу колеги се разговаравме за тој момент на дека најмногу се под влијание на цела оваа работа тие млади кои што се на таа возраст и најчесто кои што поминуваат време во дискотеки, кои што, нели, тоа име нешто кое што го прават многу почесто за разлика од останатите повозрастните. И уствари тоа дојде до едно чувство дека може да му се случи на секој. Так. Плюс говориме за едно многу мало место каде што прочитав една убава објава на социјалните мрежи. Таму вели сите ние сме роднини, сите сме поврзани, сите се познаваме еден со друг, па можеби болката е малку и посилна. Бидејќи, знаете како, во малите места секој со секого се знае, дали директно или индиректно. Колку време ќе ни треба за децата да се почувствуваат повторно сигурни, стабилни и безбедни можеби во сопствената држава, бидејќи ова ќе остави голема трага? Ќе остави голема трага. Не знам дали ќе можеме ние да кажеме колку време ќе ни треба за да се почувствуваме ние сигурни, затоа што многу се сочувствуваше заради тоа што секој има некој на таа возраст кој што му е близок, помлади, повозрастни. И мислам дека ќе биде долг временски период и секако ако се работи на тоа, може полека некои работи да се надминуваат. А треба да имаме во предвид и да знаеме дека може да дојдеме до ситуација и ќе дојдеме до ситуација каде што кај некои луѓе ќе се појави хронична тага и никогаш нема да го надминат овој момент, посебно тие кои што изгубија блиски, родители кои што изгубија деца, за кое што нема утеха. И тоа е нешто кое што трае до крајот на животот.
Така да се надевам дека сите овие мирни собири кои што се случуваа низ државата и сите насочување и укажување на народот ќе направат позитивна промена во тоа како функционира системот и како функционираат некои работи, се со цел да можеме да превенираме вакви работи. Така, конкретно за повредените, за сите оние дечиња кои што успеа здрави да се извлечат од ужасот кој што го знајде Кочани, беше предложено да се прегледаат сите во клиниките во државата, меѓутоа колку е важно и превентивно да се посети и психолог, односно да се пружи психолошка помош, бидејќи тие дечиња најверојатно ќе имаат и траума од сето она кое што го гледале и биле сведоци на истото. Да, па мојот совет би било да не само да посетат психолог, туку да посетат и психијатар. Чисто колку да направат еден разговор, да пробат да споделат како се чувствуваат за тоа доколку можат, да се следат себе си, кога ќе се почувствуваат спремни да одат и да поразговараат. Ништо од тоа не е на одмет, затоа што можеби многу работи да се потиснати кај тие млади луѓе, а дефинитивно ова е нешто што многу силно влијаеше и влијае и ќе влијае кај нив, така да мислам дека е многу важно да покрај медицинскиот преглед кој што би го имале, како што кажа од институциите, сепак да се чувствуваат добро, не е лошо да одат на една консултација и во текот на периодот што следува, па и до година и до две, да се следат со цела оваа работа. Така. Дали постојаното следење на информациите, знаеме дека сега сме преплавени како на социјалните мрежи, така и на медиумите, може да биде штетно за нашата психолошка состојба, односно што советувате, дали може би да го ограничиме времето поминато таму, времето поминато во следење на сето она што се случува, дали постојаното следење на и на повредените и на сето она кое што не се сервира може да ја влоши нашата психолошка состојба. Така е, да. Во однос на тие што се дел од настанот, директно или индиректно, кои што имале блиски луѓе, кај нив секако ќе презистира тоа чувство и ќе бидат секако запознаени. Они не можат да направат одредено дистанцирање од целава работа. Препорачено е кај тие млади, посебно кај децава кои што се свесни веќе за ова и децава кои што не се свесни за ситуација која што се на таа возраст каде што не можат да бидат свесни, можат индиректно да видат дека нешто се случува со родителите. Така да родителите овде треба да припазат, како се представуваат пред децата, да пробат да ги утешат, да ги смират доколку се свесни што се случува и да им објаснат. Треба да знаеме дека континуираното изложување на истите информации или на слични информации со загрижувачка и вознемирувачка содржина, секако дека ќе ни влијае. Но, многу е тешко во овој период, посебно некој период сега од неколку дена, па и месец дена да успееме да некако се дистанцираме од самиот настан, затоа што секаде е присутна и е многу голема работа. Но, тие личности кои што ќе почувствуваат дека кога се изложени на социјални мрежи, кога ги читаат информациите цело време, ако се почувствуваат дека тоа им влијае, ги вознемирува, им да прави го ограничат анксиозност, можеби времето. Да го ограничат времето и секако да поразговараат со психолог за целава работа, за да може некако да малку ги стабилизира во однос на тоа како го доживуваат. И едно очекување што е важно е дека нормално дека ќе бидеме вознемирени. Значи се работи за сериозна работа. Не може човек да биде недопрен од се ова, и тоа е нешто што треба да го очекуваме. Да, деновиве го слушнав и тоа, ајде да се смириме. Тука мислам дека не помагаат, ајде смирете се или така требало да биде или таков вид на коментари. Мислам дека треба, вие од стручен аспект, дека треба малку да се остават луѓето со тагата, да им помине, да си ја истагуваат целата оваа ситуација.
Кога се даваат совети и кога се кажуваат некои такви работи, треба да се процени уствари за каков ефект ќе имаат тие работи. Многу е рано да вие сега почнете да работите на процес на обжалување. Че тоа е невозможно сега. Че треба да има нормален процес каде што луѓето нели ќе го поминат тоа време кое што им треба, иако нели и е тоа индивидуална работа и затоа се препорачува да се остави на луѓето да го водат процесот кога ќе се одлучат да дојдат да разговараат, да се водиме според тоа тие во каква состојба и што е важно за нив, што чувствуваат тие. Знаете, имаше доста препораки од психолози каде што кажуваат дека кога даваме совети треба да припазиме на тоа. Зошто? Затоа што треба да се избегнуваат моменти за кои што не сме сигурни во аспект се ќе биде во ред. Да, ќе помине и ова. Така. Значи не е момент за да се споделуваат тие работи и дефинитивно треба да се припази. Како да покажеме емпатија сега, токму на оние кои најмногу изгубија? Да сочувствуваме, да им дадеме простор, доколку сакаат да разговараат со нас, да споделат, да ги уважиме нивните чувства и емоции, да не пробуваме да го решиме проблемот во наводници, затоа што ова не е проблем кој што се решава, барем не од разумен аспект, и да им го оставиме тој простор да можат, доколку се одлучиле да споделат со нас, да се отворат, да им го оставиме тој простор да го направат тоа. Да не брзаме во тоа веднаш да им кажуваме што да прават, како да прават и дефинитивно да припазиме да не даваме насоки или да ветуваме работи за кои ние не сме сигурни. Во смисла, не смееме да си дозволиме да кажеме не се грижи, се ќе биде во ред. Затоа што тоа може да направиме не го знае, може да оди контра на целата работа. Ефект. Значи можеме да комуницираме само со тоа што го поседуваме и можеме. Во смисла, можеме да кажеме ние сме тука, ќе направиме се што можеме и тоа е до нас. Ќе помогнеме максимално колку што можеме. Ќе се потрудиме. Тоа мислам дека на долга стаза и на долго ниво помага многу повеќе него ли да брзаме со ветување и со тешења кои што можат да бидат штетни. Така. Кога сме кај шокот и загубата, има ли која е можеби нормалната, не е вистинскиот збор, меѓутоа која е вистинската реакција на шок и загуба и кога е она другото кога треба навистина брзо да се побара стручна помош? Ако мислите на типичниот начин на реагирање, голема бројка на луѓе во шок ги исклучуваат емоциите. Тоа е начин на кој што ни помага во тој шок, ние најразумно и најспремно да влијаеме, затоа што во шокантни моменти нашата природа не учи дека треба да реагираме. Тоа ни е баш природа уназад со нашите предци. Така да секој реагира различно на шокот. За жал има и некои луѓе кои што не можат да го издржат тој притисок и им треба баш грижа во тој период. Но тоа што треба да го запазиме е да видиме индивидуално. Ако приметиме дека некоја личност која што е околу нас ја познаваме, приметиме дека во однос на однесувањето на бихевиорот ни е поразлична или сметаме дека не се справува лесно или па сметаме дека премногу лесно се справува со цела работа, тоа се индикации дека најверојатно треба да се обрне внимание и да се види што се крие позади се тоа. Али пак ќе кажам, мој совет би било сите што можат да направат еден разговор, да пробаат да искомуницираат како се чувствуваат, затоа што природата наша со одбранбените механизми и резилентните сили ќе пробува да не заштити максимално колку што може. Секој човек ќе проба максимално колку што може сам да се справи со внатрешната ситуација во себе.
Чинам дека оваа трагедија некако и не обедини, не зближи како народ и дека навистина умееме да бидеме солидарни кон другиот и кога се работи еве за помагање, многу наши сограѓани се понудија и со сместување и со парични средства. Некако како да ни треба нешто вакво да не удри од земја, па да ни текне дека треба да бидеме поврзани со другиот. Знаете како да исчезна себичноста. Не знам еве вие како гледате на таквата ситуација, меѓутоа знае македонскиот народ чинам да биде солидарен и зближен во тешки времења и тешки мигови како овие. Така, ова е нешто што не погодува во сршта и уствари ни покажува што е тоа што на нас ни е најважно и што ни е приоритет. Кога ќе се тргнат сите останати работи кои што се секундарни, работа, успех, задоволство се, ние уствари одиме со тој природен инстинкт, а природниот наш инстинкт е дека треба да се држаме заедно и да си помогнеме. Затоа што ние како луѓе сме социјални битија и функционираме заедно, функционираме во група. Кога сме во група и кога си помагаме меѓу себе, тогаш сме најспособни да ги надминеме сите работи и одиме најпозитивно напред. Можеме тоа да го видиме и во историски аспект. Затоа, кога доаѓа до вакви ситуации, позитивната работа е таа сплотеност која што ни се активира и која што ни е важно. И се покажа многу дека е многу точно тоа дека во тој момент луѓето не размислуваат за ништо друго освен за како можат да помогнат на другиот. Значи се исклучува индивидуалното и доаѓа колективното и затоа се нудеше цела таа помош и тоа настана интересно не само во нашиот народ, туку се понудија и сите останати народи, затоа што ние сепак сме една иста работа, ние сме луѓето. Можеби нели до некаде сме малку преодредени во различни групи, како држави, како професии, како се тоа. Припаѓаме во повеќе, но главната група на која што припаѓаме е таа дека сме сите ист вид. Така, ист вид. Кога говориме за психолозите и за психолозите, оние кои што сега се на терен, достапни психолози, има ли некои посебни препораки за прва психолошка помош токму на засегнатите од трагедијата, некакви други обуки за вас како стручни лица кои што сте секогаш тука во првите редови во ваквите трагедии? Има протоколи кои што се даваат, има јасни насоки кои што се даваат, има цела план и програма соодветна која што треба да се работи, која што јас се извинувам не би ја споделувал затоа што сепак е дел од комората и многу важно е за комората на психолози. Така, меѓутоа прашањето ми беше дали вашите колеги, оние кои што се на терен, се упатени во тоа како треба нели да постапуваат токму, дали има посебни протоколи за вакви? Има една хомогеност кај психолозите сега каде што максимално позитивно се вади и тоа се вади со јасни насоки, јасен план и програма кој со цел да се помогне таму кај што треба и да се постигне најпозитивното. Достапни ли се психолозите во ваквите моменти? Достапни се. Разговарав јас со некои колеги што се на терен, споделија како функционираат и што функционираат и можам да кажам дека особена гордост ми е што имаме такви луѓе кои што ги прават тие работи кои што ги прават сега. И можете да замислите ако психолозите се така организирани и така достапни, од цел аспект покриени, и ова нема да трае кратко, ќе биде долго време, со целосна поддршка, можеме да замислиме дека и другите како функционираат. И лекарите, и останатите, и другите институции, така да, иако организацијски предизвик беше, мислам дека се справуваат одлично. Така. Каква порака ќе им упатиме, еве конкретно на сите наши сограѓани, на граѓаните на Македонија во овие тешки моменти, можеби еве од еден стручно лице, стручна личност? Мислам дека ова секогаш е најтешкото прашање, кога човек треба да даде насока, некоја порака во ваков момент. Мислам дека колку изборовите нели да насочуваат, сепак
колку може да влијаат во овој момент. Јас тоа што би го дал како препорака е тоа да припазиме на себе си и да припазиме на другите, да бидеме свесни за кои се нивните потреби и собствените потреби и доколку ние не можеме сами и меѓу себе да си помогнеме, дефинитивно да побараме стручна помош. Така, ќе се сложите и со мене дека малку и да припазиме на себе си и на своите постапки и на своите делувања, како во надворешната околина, така и на социјалните мрежи. Зборот може да погоди, дезинформациите може да погодат, да остават трага исто така, а моментно се соочуваме и со такви ситуации каде што луѓе чинам дека дали од шок, дали од тага, не знам како да го опишам тоа, меѓутоа се пласира веќе таму. Не се пази, не се внимава дали тоа може да допре. Еве конкретно од Кочани 2 пати чинам денес излегува со соопштение да не се прави сензационализам од денешните погреби. Така. Знаете, од психолошки аспект, страфот кај нас луѓето е најголем од непознатото. И неизвестноста е една од најтешките работи на психолошко ниво, покрај и останатите. И луѓето во вакви кризи имаат потреба некако да делуваат. Тежок е моментот на седење и неправење ништо. Многу често се прави некоја конфузија во такви моменти, се со цел да се помогне, да се споделат некои работи што после испаѓаат дека не се вистински. И тоа е кажано многу пати до сега и вие новинарите кои што си ја работите работата професионално, сте одговорни за тоа и си ја вршите како што треба, но дел од народот, сакајќи да помогне во цела ситуација, некогаш може да сподели вест која што испаѓа дека не е вистинска, не е проверена соодветно и тоа може да направи негативен ефект. И затоа најдобро е тие работи кои што ни се проверени, ни се сигурни и кои што би помогнале да ги споделиме. Но тие работи кои што не сме сигурни дали се соодветни, не ни доаѓаат од проверени извори, поубаво е малку да се стрпиме, да дозволиме на институциите и да дозволиме на медиумските лица кои што го работат тоа, да си ја завршат својата работа. Но тоа, пак ќе кажам, сметам дека е само од потреба нешто да се направи, некако да се помогне. И многу често во ваква ситуација има луѓе кои што сакаат да помогнат, а не се сигурни како. Некои ги обвинуваат дека за кликови, за внимание, за лајкови, меѓутоа, пак ќе кажеме тука секој различно се носи со ситуацијата и со шокот, можеби поради тоа и така и делува. Меѓутоа, ајде сите да тргнеме од себе си потрезвено и да одиме чекор по чекор со ова што нас најде. Вики, многу ви благодарам што еве вака во вакви околности, во ваква ситуација успеавме да дадеме некој апел, некој совет за тоа како да се преброди оваа колективна тага и оваа болка која што несомнено сите не допре. Се надевам дека ќе се видиме повторно, меѓутоа за подобри теми. Се надевам и јас дека малку помогнавме денес и дадовме некои информации кои што би били од корист на народов. И да, се надевам дека во наредни прилики ќе се гледаме за некои теми кои што ќе бидат доста подобри. Фики Гаспар, психолог во Гаспар Центар за психофизичко здравје. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме да дадеме некој корисен совет, можеби препорака за тоа како најлесно и побрзо да ја поминеме и пребродиме оваа колективна трагедија и колективна болка и тага која што деновиве ја потресе целата држава, тага каква што Македонија не памети во незината понова историја. На самиот крај од ова издание јас уште еднаш ќе изразам длабоко соочувство од моје лично име и од името на цела вистинска телевизија до сите загинати, до семејствата на сите загинати и повредени во трагичната несреќа која што се случи во Кочани во неделата. Ви благодарам за вниманието. Поздрав! Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расуте сни. Вечно